Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги. 3 дена разговараме, го разгледуваме извештајот од Европската комисија за напредокот на Република Македонија. 3 дена, почитувани колеги, ве слушам, ве гледам и ви се чудам. Посебно се чудам на колеги, колешки кои доаѓаат од образование и кога од 15 жили бранат некој повторувач со оценка која не е прелазна. Ни кажувате овде, не убедувате дека нешто е добро, нешто е одлично, цветаме, не знам што правиме, а оценката на Европската комисија за овој извештај од 2021 година е најслаба од сите досега од 2009 година па наваму. 1,52. Па не знам вие, колеги, што доаѓате од образование, дали вака, кога сте работеле, сте ги мотивирале учениците, сте му велеле супер сте, добијај единица. Одлично. Пред нас го имаме најслабо оценетиот извештај на Европската комисија за остварениот напредок на Република Македонија од 2009 година па до денес. Уште еднаш ќе повторам за сите оние што го фалат, оценката просечна е 1,52, најслаба до сега. Разгледувајќи го извештајот и оценките по поглавјата, слабата оценка само се потврдува. Клучните сектори – здравство, образование, реформи во правосудството, јавни набавки – се оценети или со нема напредок, или мал напредок. Или во бројки, или со оценки, или со 1, или со 0. Ние то во прилеп 0 го преведуваме вака, компир 0. Ништо не сте направили. Но зошто да се запрашаме оценките за напредокот со секој нов извештај се пониски? Почитувани колеги, едноставно е, само треба да се испулиме, да погледнеме околу нас и ќе видите. Правите се што е спротивно на препораките. Се она што ви се кажува како препораки од Европската комисија во минатите извештаи, вие работите обратно. Нема никаква подготвеност за спроведување на суштински реформи. Нема подготвеност за борба против организираниот криминал и корупцијата. Но запрашајте се, како би имало борба против организираниот криминал и корупцијата и кој би требало да се бори кога генералните секретари на вашата влада еден по еден ви завршуваат во затвор. Почнувајќи од Рашковски, Мухамед Зекири, еден по еден. И имате градоначалници кои во вооружени престрелки шверцуваја цигари, алкохол, се пресметуваа со полицијата на граница и за тоа добијаја само 6-месечна казна, а некој што тргнал некого за коса 4 години затвор. И после тоа повторно можел да биде градоначалник, после тоа го наградувате и него и неговиот син со лиценца за фабрика, затварање на фабрика на марихуана. И како очекувате да биде поинаква оценката, освен единица? Ви се чудам. Нотирано е истакнато одговорното однесување на опозицијата во донесувањето на суштинските закони во собранието, кои го доближуваат нашето законодавство до европските регулативи. И јасно е дека ако немаше поддршка од опозицијата, од нас опозиционите пратеници, јасно е ако не бевме одговорни пратеници пред се спрема граѓаните и државата, доста од овие суштински закони немаше да поминат тука во собранието на Република Македонија. Но индикативен е фактот и однесувањето на власта, кога од 159 донесени закони вкупно во собранието, само 67 се во редовна постапка.
а дури 79 се донесле по скратена постапка. И вели во извештајот, бројот на донесени закони во скратена постапка останува загрижувачки. Треба да се посвети големо внимание при користењето на скратените процедури, кои треба да се ограничат за да се обезбеди ефективна контрола и разгледување на законодавството. Но да одам точка по точка, поглавје по поглавје. Слободно движење на стоки, ограничен напредок, единица. Слобода на движење на работниците, тука нема никаков напредок, нула. Право на основање и слобода на обезбедување услуги, исто немате никаков напредок, нула. Јавни набавки, ограничен напредок, единица. Кога снека јавните набавки, да кажам дека јавните набавки, вработувањето во јавниот сектор, политички систем и влијанието на политичката моќ, правосудството и органите за спроведување на законот се 5 клучни и основни сектори во кои е детектиран високиот ризик од корупција. Ова го истакнала председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата. И таму вели, ова се однесува на јавните набавки. И таму вели, под закрила на она вашето познато се е по закон, во земјава се спроведуваат многу коруптивни действија. Во земјава цвета криминалот и корупцијата и затоа, почитувани колеги, сме на дното на сите извештаи, па и онај од Transparency International, на кој до вчера бевме на 111-тото место, заедно со земји Панама или не знам кој таму од третиот свет. Да ги продолжам оценките, разгледувањето на оценките по поглавјата и ќе видиме. Образование и култура, мал напредок, единица. Животна средина и климатски промени. Почитувани колеги, ова е нешто, тема на која многу зборувавте пред избори, на која и добијавте во еден период симпатии од граѓаните, но реализацијата во животната средина и климатските промени ви е катастрофално лоша. Во однос на квалитетот на воздухот, во кој толку многу вложивте, се колневте, зборувавте, кажувавте, ќе донесите живот, нотирано е ограничено спроведување и ресурси, слаба меѓусекторска соработка, слаба координација помеѓу централната и локалната власт. Истото е со управувањето со отпад, нестандардни и диви депонии се уште проблем и квалитетот на водата иста е ситуацијата. Живот за секого ви беше паролата. Но на крајот, година по година, откако сте на власт, сте оценети со нула и со единица. Заштита на потрошувачите и здравствена заштита. Тука сте цареви. Нема напредок, нула. Загуби нотирани се во медицинскиот персонал. За тоа дискутиравме и вчера. Се отепавте од работа и носење на закони за да ја спречите миграцијата на медицинскиот кадар, на специјалистичкиот кадар, на лекарите, но резултатот е нема напредок, нула. Пушењето во јавни простории и ресторани не е санкционирано. Тука е вашиот принцип на работа, дојде живот. Но дојде живот само за прекршување на законите и законските норми. Цвета шверцот на тутун, а тука ви предначеше еден од министрите, кој го ротирате, едно време беше за земјоделие, па за борба против корупцијата, па сега повторно за земјоделие, а ваму камионите со шверц на тутун на границата преку Крива Паланка си поминуваат, братчето негово и роднините си прават пари. Затоа, почитувани колеги, ќе имате оценка 1,52. И уште еднаш на крај ќе завршам.
za onije koji dođete od obrazovanje, mnogo često slabite učenici, doma se pravdat, koga će donesat jedinica, me mrazi profesorot. Ne ve mrazi profesorot, ne ve biduva. Ne работите, podržavate kriminal, podržavate, generirate korupcija. I zato treba novi izbori, za da može poleka da se vratime na starite pateki i na podobri ocenki vojните izveštaji. Vi благодарам.